Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, поздрав од студиото на Радио Глас на надежта. Ја следите дневната емисија Точно напладне, која се емитува во секоја среда со почеток во 12 часот. Евене и денеска повторно заедно. Како и вообичаено, и ова емисија ќе започнеме со убава мисла или мисла на денот. За денеска ја одбравме следнава мисла. Ако сакате да имате светлина во вашиот живот, треба да застанете онаму каде што свети. Наистина, длабока мисла има свој значење и своја порак. Постои една изрека: со какви се дружиш, такови ќе бидеш. Значи, ако се дружиме со светлина, ако се исполнуваме со светлина, и таа светлина ќе зрачи од нас. Сеќавате, почитувани гледачи, кога Мојсей, Божјиот човек, беше 40 дена горе на планината Синај, да има средба со Бога, и кога се врати доле меѓу народот, тој мораше да стави покривало. Таква светлина зрачеше од неговото лице, зашто бил во присуство на Бога. Така да, нека и овој ден биде ден каде што ние ќе зрачиме со светлина. Да бидеме оптимисти, иако животот не е секогаш тако каков што е, има и проблеми, има искушенија, има болести, меѓутоа колку што и до нас, еве, да зрачиме оптимизам, зашто секој од нас има некоја своја судбина, некој терет, некој проблем кој го носи, но барем ние колку што можеме малку да помогнеме на некој со околу нас. Ако сакате да имате светлина во вашиот живот, треба да застанете онаму каде што свети. Еве, тоа беше денешната мисла на денот. Сега да ве поздравиме со една христијанска песна. I
После ова песна, повторно се враќаме во нашето студио и продолжуваме нашата денешна емисија со актуелности од светот или од земјата. Денес имаме интересни вести од Скопје. Всушност, вие знаете, веќе неколку седмици наназад или саботи во Македонија во нашата мисија се одржуваат окружни собори, па ви денес имаме краток извештај од црквата Влаја. Имено на почетокот од овој месец во црквата Влаја се одржа окружен собор. Кога велам окружен, значи не се однесува на целата територија на Македонија, туку на поедини окрузи. Во овој момент, односно во ова прилика, тоа беше за црквите Вера, Влаја и Велес, кои припаѓаат во тој црковен округ. Еве ќе видите неколку фотографии. Значи беа верници собрани, каде што може да се дружат, да пеат, да го слават Господа, а централна или главна порака упати брато Дехран Хајдер, секретар за мисионство во нашата мисија, кој зборуваше за приоритетите на црквата во тој регион, во тој округ, значи за нивните приоритети, планови, како да се допрат што поголем број на пријатели, на луѓе од овој свет. Значи имаше тука, како што може да приметим на сликиве, од Вера, значи кога велам вера, вие кои не го познавате тој термин, во црквата во Скопје имаме, во градот Скопје имаме две цркви. Значи Влај, во населбата Влај, кој е централна, и на Бит пазар имаме уште една црква која е наречена Вера. Така да кога ние ги имаме те изрази Вера и Влај, знаеме точно за кои локални цркви се станува збор, и за црквата Велес, каде што имаше присутни и верници од самата црква и од околните села, односно од Тетовско или од каде се што има наши верници кои припаѓаат во тој регион. Убаво е на такви собори, ако е можно да се присуствува, за да се охрабриме, да споделиме искуства и што е пред се да се прослави Господа. Значи во поголем број, многу е поубаво, порелаксирано и пораките се посилни кога станува збор за проповедање на самото Евангелие. Скопје голем град, значи каде што многу има жители и има навистина погодно тло и место за работа, за мисионирање и за што поголем број на луѓе да бидат допрени со Евангелието. Еве, почитувани гледачи, значи денешните вести ни дојде од Скопје, од црквата Влаја, Вера и Велес, каде што има окружен собор. Уште еден таков собор треба да се одржи во округот Кавадарци во наредниот период. Ако тоа се случи, ќе ве известиме, ќе ве информираме да видите и вие дел од сликиве, односно од настаните кои ќе се случат и во тој округ. Како е да е, фала му на Бога из ова прилика што нашите верници од тој регион можеа да бидат заедно во црквата Влај. Инаку црквата Влај се наоѓа на улица Влај, во населбата Влај, така да ете се поврзано со името Влај. Ако сте на таа територија, сакате да ја посетите, црквата се наоѓа кај мостот Влајко. Значи на улица Партизанска, лесно се наоѓа, така да после мостот Обединетите нации, десно тука е улицата Влај и самата зграда, црковна зграда, каде што се собираат нашите верници од тој регион. Одиме сега повторно со песна. Dušo moja, prekrasното име Исус, се што ти направи добро, не го заборавај, амин. Слави го Бог, душо моја, слави го Бог, душо моја. Тој кој ми прости гревовите, тој кој ми душа
nebi, njemu je slava sob sami i pesna od srce ja svečno tje pevam. Slavi go dušu, slavi go nja, prekrasi go dušu moja, sve što ti napravi, slavi go nja, slavi za dušu moja. Slavi go dušu, slavi go nja, prekrasni go dušu Isus, sve što ti napravi, slavi go nja, slavi za dušu moja. Той кој од смртта ме избави, тој кој ме чува и ден и ноќ, njemu je slava sob sami i pesna od srce јас вечно ќе певам. Drži vseveната, тој кој славенство создава, njemu je slava sob sami i pesna od srce јас вечно ќе певам. Slavi go dušu, slavi go nja, prekraси go dušu Isus, sve što ti napravi, slavi go nja, slavi za dušu moja. Slavi go dušu, slavi go nja, prekrasni go dušu Isus, sve što ti napravi, slavi go nja, slavi za dušu moja. Slavi go dušu, slavi go nja, prekrasni go dušu Isus, sve što ti napravi, slavi go nja, slavi za dušu moja. Slavi go dušu, slavi go nja, prekrasni go dušu Isus, sve što ti napravi. Now, I'm a naturopath. Јас сум натуропатар. So let's say somebody is sick. Ајде да кажеме дека некој е болен. They go to a doctor. Оди до доктор Say, doctor, what can I do for whatever the problem is? и докторот прашува што можам да направам за проблемот кој што е постоечки. Well, they'll come up with some medication. И тој доаѓа до некои медикаменти. And I'm not against medications. И јас не сум против медикаментите. If it's a life and death situation, Ако е тоа животно прашање, I'll take the medication. ќе ги земам медикаментите. But let's say the person comes to me. Али ајде да кажам дека ова личност ќе дојде кај мене. Now, I know what's in their mind. Јас знам што е во нејзиниот ум. They want a quick fix. Тие сакаат брзо оправување. What herb can I take Која билка треба да ја земам to take care of my problem? за да го решам мојот проблем? That's not the way it works. Али тоа не е начинот на кој што работи. It's a whole program. Тоа е цел еден програм. Here's the problem. Еве го и проблемот. I say they've got Babylonian minds. Јас велам дека тие имаат вавилонски ум. You know, basically, our medical system is an ancient system. У суштина нашиот медицински систем е древен систем. I realized our modern medicine is based on Greek mythology, Greek thinking. Јас знам дека кај нас е базирано се на грчко размислување. But before Greece, you had Medo-Persia. Before Medo-Persia, you had Babylon. Али помеѓу Медоперсија и Грција и Грција е Вавилон. Okay, we need to learn how to take care of ourselves. Ние треба да научиме како да се грижиме за нас. So we defined disease. Ние ја дефинираме болеста. Now we got 3 steps we need to take. И имаме 3 чекори кои што треба да ги преземеме. First step. Првиот чекор. Find out what I did wrong. Што е тоа што сум го направил погрешно? Okay. Here's 2 pictures. Тука постојат 2 слики.
child smoking a cigarette, Дете кое што пуши цигара. okay, what might be the effect of that someday down in the future? Која може да биде последицата во иднина? Well, you've seen many people with diseases because of smoking. Вие можете да видите многу болести кои што се причинител цигарите, A пушењето. child growing up on junk food. Дете кое што јади храна, ѓубре храна. What might be the effect someday down the line? Која може да биде последицата во идно време? Obesity. Дебелина. Yeah, that's a bad problem. Тоа е лош проблем. So we figure out what we're doing wrong. Ние треба да видиме што правиме лошо. Second step, Втор чекор. Нездрави услови би требало да се променат и лошите навики да се исправат. yeah, if you're doing something wrong, Ако знаете дека правите нешто лошо, drinking the wrong thing, пиете нешто што не е во ред, the world's most psychoactive drug, може би некоја активна дрога, психички која делува, caffeine, кафеин, quit drinking it. Drink something like we're supposed to drink, like water. оставете го тоа и почнете да пиете вода. You eating the wrong things, Ако јадете погрешни работи, quit eating the wrong things, start eating the right things. престанете да јадете лоши работи и почнете да јадете прави работи. Now, you may not know the difference between the right things and the wrong things. Може би не знаете кои се тоа исправни, а кои се погрешни. That's what this series is all about. И токму за тоа станува збор во оваа наша серија. If you're doing the wrong things, И ако правите лоши работи, start doing the right things. почнете да правите добри, исправни работи. And then there's the third step. И еве го третиот чекор. We allow nature to assist ourselves in restoring health. Ние и дозволуваме на природата да не се асистира во обновувањето на нашето здравје. That is nature, Тоа е природа, not pharmaceuticals. а не фармацеутиката. We got to get outside of our Babylonian minds. Ние мораме да излеземе од тој наш вавилонски ум. Let's say somebody gets a headache. Ајде да кажеме дека некој има главоболка. Any one of you, what would you probably do? Било кој од вас, што би направиле? You take some type of a chemical analgesic. Ќе земете некој тип на аналгетици кои што ќе ви помогнат. I had a patient one time Имав во едно време еден пациент taking 32 medications a day. кој што земал 32 различни таблети во еден ден. She had many problems. Таа имала многу проблеми. So I took her list of problems Ја зедов листата на незините проблеми and her list of medications, и листата на незините медикаменти made a chart. и направив рубрика. All right? She had high blood pressure, Има висок крвен притисок. for which her doctors had prescribed a blood pressure medication. За тоа докторот ти препишал таблети за висок крвен притисок. Then I looked at the main side effects of that medication. И погледнав кои се тие непожелни ефекти од тие медикаменти. We have a big, thick book that tells you every medication with every side effect. Имаме една голема дебела книга која што ни кажува за сите медикаменти кои што имаат лоши последици. Well, the medication made her tired all the time. Овие незини медикаменти ја прават да е нон-стоп уморна. So the doctors gave her medication for that. И затоа докторот ти дал исто еден друг лек. Looked up the major side effect. Ги погледнавме кои се тие негови непосакани ефекти. She get agitated sometimes, Иритирана станува поради тоа. for which they gave her another medication. И сега и дава друг лек за тоа. Looked up the major side effect. Ги гледаме повторно во тие непосаканите ефекти. Do you notice what was happening? И гледате што се случува. For every problem she had, За секој еден проблем кој што го имала, she took a medication, таа зима лекови. and the side effect was one of her problems. Непосаканите ефекти се еден од низините проблеми. In one day, Во еден ден, she went from 32 medications кога користела 32 лека, to 4 medications. слезе на 4. You cannot stop all medications cold turkey. Значи Right не away. можете да ги сопрете сите лекови наеднаш. At the end of 3 weeks,
И во период од 3 седмици, off of all medications, скоро сите лекови, walking 10 kilometers a day, движејќи се 10 километри во еден ден, not one physical problem left. остана само еден физички проблем. All we did was change her lifestyle. А сето тоа го постигнавме со промената на животниот стил. What's the best treatment for any chronic disease? Кој е најдобриот третман за хроничните болести? This is an important point you got to get. Ова е најдобриот момент кој што можете да го земете. Start practicing the prevention. Почнете да практикувате превенција. I mean, if you had a leaky sink, А ако имате миелник кој што тече, water all over the floor, имате вода секаде на вашиот под, two choices. постојат два избори. You can get a mop and keep mopping it up, Може би ќе мопирате нон-стоп, or you can call a repairman. или ќе го повикате мајсторот да го поправи тоа. Medications don't fix the problem. Лековите не го решаваат проблемот. They just cover the symptoms. Тие само ги покриваат симптомите. So, this was your first step into tomorrow. Ова е првиот чекор во утрешниот ден. Your tomorrow can be a whole lot better than today was. Утрешниот ден може да биде многу подобар него што е денес. We're going to have a whole series on this very subject. Ние ќе имаме една цела серија на оваа тема. What's the subject? А која е темата? Your foundation. Вашата основа. Build it strong, Градете ја јака and you will not come down with the diseases that are killing millions of people around the world every year. и нема да дојдете со болести кои што убиваат по светот милиони луѓе.
Продолжуваме, почитувани гледачи, со нашата емисија. Вие следите дневната емисија која се емитува во секоја среда во 12 часот напладни, така да еве и денеска сме повторно заедно. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Ова емисија се снима, така да ќе може да ја погледнете и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта и на Facebook страната Радио Гласна надежта. Во наредните неколку минути би сакал да се подсетиме и да зборуваме за потребата за молитва. Нашата потреба за молитва. Знаеме дека молитвата е најважниот дел или е важна за нашиот духовен живот, како што и секојдневната храна е важна за нашиот телесен живот. Значи, еден христијанин треба и мора да има молитвата како составен дел од својот духовен живот. Секојдневната молитва е неопходна да растеме во благодата и во духовниот живот, како што секојдневно се храниме и пиеме вода, значи за да го одржуваме своето телесно здравје. Треба да стекнеме навика често да ги издигнуваме своите мисли кон Бога во молитва. Ако мислите почнат да ни талкат, мораме да ги вратиме назад со истрајниот напор. Навиката на крај ќе го олесни тоа. Значи, како што имаме разни навики во животот, треба да биде и молитвата навика во нашиот христијански живот. Да се навикнеме. Пишува таму во Евангелието според Лука дека Исус по навика, по својот обичај, одел во саботниот ден во синагогата. Учествувал на богослужење. Значи, таа е добра навика, добра обичај, има и добри обичаи. Така да еви молитвата, или ако мислите почнат да ни талкат, мора да ги вратиме назад. Не е безбедно за нас дори ни за момент да се одвоиме од Христа. Ако се придржуваме кон сето она што ни го заповедал, можеме да бидеме сигурни дека тој ќе не придржува на секој чекор од патот. Значи, ако ние во молитва му се препуштиме на Бога, треба да бидеме сигурни дека тој и ќе не води по тој пат. Молитвата е духовна потреба. Иако Христос им ветил на своите ученици дека ќе го примат Светиот Дух, тоа не ја отстранило потребата од молитва. Исус им ветил сила на Светиот Дух и таа сила била излиена, но молитвата останала и понатам постојан дел од животот на христијаните. Оние кои сега учествуваат во свеченото дело на подготовка на луѓето за доаѓањето на Господа треба да продолжат да се молат. Тие се мислени Исусовите ученици се не обрнале внимание на неговата повторена опомена: бдејте и молете се. Знаеме дека често пати Исус им сугерирал на учениците: бдејте, молете се, зашто сатаната сака да ве просее како пшеница што се сее преку сито. Така да Исус знаел дека учениците се слаби и без Божја заштита, без негово водство, тие брзо би станале плен на сатаната. И знаеме, често пати паѓале во искушение, посебно апостол Петар. Од почетокот биле мощни загрижени кога го виделе својот учител, кој обично бил толку смирен и достоинствен, како се бори со тага што ја надминува моќта на сваќањето. Се молеле кога го чуле силниот извик на страдалникот. Немале намера да го напуштат својот Господ, но изгледале парализирани во заспаноста што можеле да ја растерат кога би продолжиле да се молат на Бог. Знаеме, во неколку прилики Исус ги повикувал своите ученици да бидат со него, барем една група, кога тој се молил, кога тој требало да донесе многу важни одлуки. Тие, на жалост, ученици заспивале. Во Гецеманија, па горе на планината, исто така кога бил Исус на планината на преобразување, едноставно учениците ја немале таа сила да опстанат до крај. И затоа Исус им укажал на опасноста ако тие сами се борат со сатаната. Молитвата е живот на душата. Како што ние дишиме, како што е воздухот потребен, ние не можеме ни неколку минути без воздух. Така да овде вели, молитвата е живот на душата. Молитвата е неопходност. Таа е живот на душата. Семењата и јавната молитва се многу важни, но тајниот разговор со Бога го одржува животот на душата.
Молитвата е неопходна за духовното здравје, како што мора да јадиме, да пиеме вода, да имаме витамини, минерали, се оно што е потребно за нашиот организам, да имаме добро здравје. Исто така молитвата ја представува слична важност или неопходна е за нашето духовно здравје. Христојот пример ни ја покажува неопходноста за молитвата. Ако на Исуса му била потребна молитвата, почитувани, ако Исус морал постојано да се моли, да биде во врска со својот Отец, а што останува до нас? Грешни суштества. Библијата е полна со примери каде што Исус се молил наутро, тој станувал и успоставувал, би рекол, комуникација со својот Отец, за да може да доби инструкции, сила за денот кој бил пред него. Неговата природа била без малку, без дамка на грев. Како син човечки, тој се молил на небесниот татко, покажувајќи дека човечката природа има потреба од сета божествена подршка што човек може да ја добие за да биде зајакнат за должноста и подготвен за искушенијата. Значи, Исус црпел секојдневна сила од Отецот. Бидејќи Исус бил како човек, на него му била потребна сила како човек. Тој бил Бог во човечко тело, но тој едноставно постојано вели молитвата е неопходна во нашата работа за спасение на душите. Само Бог може да му даде раст на семето што сее. Исус укажал на потребата од молитва. Исус ги повикувал луѓето да ја препознат потребата за молитва, покаяние, признавање и напуштање на гревот. Тој ги почитувал, односно ги поучувал да бидат честни, трпеливи, милостиви и сочувствителни, да ги сакаат не само оние што ги сакаат, туку и оние што ги мразат и се однесуваат кон нив со презир. Со ова тој им го открил карактерот на својот Отец, кој е долготрпелив, милостив и дарежлив, бавен на гнев и пон со добрина и вистина. Понатамо, необходноста од молитвата во животот на Даниел. Пророк Даниел е синоним или пример, на позитивен пример на човек кој на вистина постојано се молел, кој бил во друго царство, бил роб, но знаеме неговата верност го донела како втор човек во самото царство и тоа во две влади. Значи, првата влада паднала, тој сепак останал на својата министерска функција. Даниел се соочил со најтешките искушенија што може да ги нападнат младите денес, но сепак тој останал верен на верската поука примена од детството. Ите, уште во детството тој бил учен да му биде верен на Господи, кога бил во тие по-возрастни години, кога требало сам да одлучува, навистина Бог го водел. Духовниот раст зависи од молитвата. Гледате, ако сакаме духовно да растеме, значи молитвата треба да биде дел од нашиот секојдневен живот. Ако се молевме повеќе, ако практикувавме повеќе жива вера и помалку зависимо од другите во духовното искуство, ние ќе бевме многу понапред од она што сме денес во нашиот духовен разум. Понатаму, потребна е секојдневна молитва. Религијата мора да започне со ослободување и чистење на срцето и да се одржува во секојдневна молитва. Нам ни е толку потребно и подеднакво неопходно да се молиме 3 пати на ден, како што се молил Даниел. Молитвата е живот на душата, темел на духовниот раст. За ова вистина мора да сведочите во вашиот дом, пред семејството и пред вашите соработници. Привилегија е да се сретнете со своите браќа во црквата и да им кажете за необходноста постојано да се одржува отворен каналот за комуникација меѓу Бога и човекот. Понатаму вели, молитвата не поврзува со небото. Наистина не постојат никакви телекомуникации со небото освен преку молитва. Значи тој начин, тој канал е постојано отворен, кој не зависи од електрична енергија, од батерии, од мобилни телефони. Ние можеме постојано да бидеме во молитва со Бога, односно со небото. Молитвата треба да биде прва активност во денот. Молитвата е должност. Ајде да видиме што кажува во овој смисол. Ништо не може толку да го изгради нашето духовно и телесно здравје како духот на благодарност и прославување на Бога. Да се спротивставиме на безволноста,
тажните мисли и незадоволството е наша должност, исто како што е наша должност да се молиме. Молитвата ни е најпотребна кога најмалку сакаме да се молиме. Понатаму вели сатаната ги мами оние кои не се молат. Искушенијата ја прават молитвата неопходна. Внимавајте да не ја занемарите молитвата. Секако, ова тема е многу долга, широка, може да зборуваме да исполниме целата емисија, но мислам дека беше доволно. Дадовме доста убави мисли, насоки, зошто ние како христијани треба да ја користиме молитвата со збор. Ја знаете, верувам, молитвата Татко наш, што е запишено во Евангелието според Матија во 6 глава, тоа е мустра, клише на молитва. Не е греф и таа да ја молиме, меѓутоа ние треба и своји молитви да си составуваме, значи со своји зборови, со своји мисли. Еве, толку за ова тема, за потребата на молитвата. Одме се на прашање. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, следува темата одговор на прашања. Денес имаме едно прашање кое носи наслов дали треба да се почитува Божиот закон. Еве ќе дадеме едно кратко размислување. Живееме во една вселена, би рекол почитувани гледачи, во која владеат законитости и ред. Па и на ова наша земја на која ние живееме, постои устав, постои закон. И сега дали луѓето ќе го почитуваат или не, тоа не зависи од оној кој го напишал тој закон, туку од самите луѓе кои треба да го спроведуваат тој закон. Творецот не само што ставил во сила закони кои управуваат со движењата на небесните тела, туку поставил закони со кои е регулиран животот и благосостојбата, би рекле, на човечките суштества што ги поставил да живеат на оваа земја. Овие закони се дадени за да го унапредат животот, а не да го ограничуваат. Многу луѓе велат, законот ве ограничува, не смеете ова, не смеете она.
апостол Павле вели, се ми е слободно, но не е од полза, не е од корист. Бог не ни ставил синџири на рацете, што ние ќе јадеме или ќе пиеме, Бог оставил слободно волја на човекот самиот да одлучи дали ќе јади ова или она. Но, ако ги прекршиме тие закони, без разлика какви се, дали се здравствени, дали се морални, дали се природни закони, значи ако ги прекршиме, последиците самите ќе ги сносиме. Овие закони го издигнуваат пред нас идеалот и содржат ветување дека според Божјата милост ќе го постигнеме тој идеал, кога се мисли на Божите 10 заповеди. Исус дошол на овој свет не само да ни покаже како да живееме во сообразност со неговите закони, туку и да осигура преобразувачка Божја милост што единствено може да не оспособи нашата волја, значи за да можеме да ги спроведеме тие правила што тој ги воспоставил. Во наше време станало јасно дека законите што ги ограничуваат, на пример, брзините на патиштата, се мисли на несообраќајни правила, и го регулираат сообраќајот, имаат суштинско значење да го сочуват општеството и нашите човечки животи. На сличен начин, суштински се и прописите и насоките со кои се регулираат, например, би рекле, моралните и општествените односи на човекот со човекот и на човекот со Бога. Значи, тие се дадени закони, значи да имаме односи човек со човек, добри односи, почитување и нашиот однос со Бога. Големите начала на Божиот морален закон се изразени во текстот на Декалогот или 10 свети заповеди. И секако Исус дошол за да ги оснажи, да ги потикне уште на поголема верност на луѓето и да даде пример. И затоа Исус, кога бил на оваа земја, тој ги почитувал тие 10 правила. Пишува во Матеј 5:17, немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот или пророците, не сум дошол да ги нарушам, туку да ги исполнам, да ги освежи, зашто од текот на времето биле погазени, занемарени, извитоперени, би рекол тие 10 правила. Да ги исполниме значи да живееме според нив, да се поставиме во нивна вистинска перспектива. Исус дошол да ни даде нов поглед на целта, на силата и на ветувањето на Божиот закон. 10 заповеди, почитувани гледачи, ја изразуваат Божјата љубов, неговата волја, би рекол, неговите намери во врска со однесувањето на човекот. Тие и денеска се исто толку важни, задолжителни и значајни, како и во времето кога прв пат биле објавени. Тие заповеди може да бидат изразени и на потврден начин. Број 1, лојалност или би рекол верност. Значи Бог мора да биде на прво место и затоа првата заповед гласи: јас сум Господ Бог твој, немој да имаш други богови. Значи ако сме Христови, нашите мисли ќе се занимаваат со Христа, ќе го бареме она што е духовно. Второ, Бог на прво место или почитување, богопочитување би го нарекол. Ние му служиме на невидливото, а не на видливото. Она што некогаш сме го мразеле, сега го сакаме. Она што некогаш сме го сакале, сега го отфрламе. Душата се очистила од суетата и од горделивост и сега чувствува потреба искрено и длабоко да му се предадеме на Бога во молитва. Број 3. Почитување. Третата заповед забранува не само обесветување на она што е свето, туку и лажно исповедање на верата. Светните обичаи и модите на светот треба да се отфрлат. Нашите мисли, нашите склоности, нашите чувства, сето тоа е упатено кон небото. Број 4. Посветување. Ние со почитување на 10 заповеди го признаваме Христа како Творец и одржувач не само кога немому го посветуваме седмиот ден, се мисли на саботата, туку и нашето време, кога целосно го прифаќаме и планот на спасението. Христовата светост треба да се покажува во нашиот живот со делата на светоста. Број 5. Почитување на властите и на авторот. Ово почитување почнува во домот меѓу родителите и децата, но се протега и на сите односи и кон Бога и кон човекот. Број 7, односно број 6. Љубов. Дури со омразата и со гневот ние кршиме 6-та заповед, но вистински обратеното лице
го отстранило од својот карактер и од своето однесување, например, како што е гневот, зависта, љубомората, агресивноста и така натаму. Понатаму, непорочност мора да настане целосна промена во нашиот христијански живот. Страстите и волјата мора повторно да му се покорат на Бога. Понатаму, честност. Ова заповед го опфаќа не само нашиот однос кон ближните, туку и односот кон Бога. Наместо да го крадеме Бога или да му го земеме она што му припаѓа, нашето здравје, времето, десетоците, приносите, ни треба радосно да му го посветиме се оно што го имаме на Господа. Понатаму, вистино љубивост. Со нашите зборови ќе се оправдаме, вели Библијата, и ќе се осудиме. Ако срцето ни е праведно, тогаш и зборовите и делата ќе не бидат праведни и ќе бидеме мажи и жени познати според нашата совршена честност. И последно, задоволни со оно што го имаме. Нема повеќе да бидеме, завидливи, незадоволни, зашто нашиот живот нема да биде насочен кон материјалното. Светоста во секојдневниот живот станува угодна кога душата целосно му се починува на Бога. Наместо жалоста доаѓа радост, а лицето одразува спокојство и несебична среќа. И затоа на прашањето како треба да е нашиот однос кон 10 заповеди, секако позитивен. Дали треба да ги почитуваме и денеска 10 заповеди? Секако. На тој начин држењето на Божјите заповеди го засилува и нашето христијанско сведочење за Бога. Оние што ги држат неговите заповеди во последните денови, Бог ги смета како посебен доказ дека и карактерот на самиот Бог е олицетворение на доброто и дека неговите прописи и неговите заповеди се праведни и добри. И затоа, почитувани гледачи, треба да ги почитуваме, тие 10 свети правила, зашто самиот Бог ги воспоставил и тие се дадени за наше добро. Дали треба да се почитува Божјиот закон? Одговорот е да. Одеме сега повторно со песна. Moćen Gospod Spasitelj, nikoj ne kako ti, nikoj ne kako ti, da ti si Bog. Moćen Gospod Spasitelj, nikoj ne kako ti, nikoj ne kako ti. Ќе ti dalam slava, čest i hvala, ќе te воздигнам ја с тебе, ќе го славам името, ќе ти дадам слава, чест и хвала, ќе те воздигнам ја с тебе, ќе го славам името, да ти си Бог, моќен Господ Спасител, никој не е како ти. Никој не е како ти, да ти си Бог, моќен Господ Спасител. Никој не е како ти, никој не е како ти. Почитувани гледачи, еве полека се ближи и крајот на наша денешна емисија, точно напладне, кој се емитува во секоја среда со почеток во 12 часот. Би сакал денес уште да ве потсетам на новото издание, на новата книга, која станува збор за молитвата. Прекрасна книга со многу дефиниции, со многу убави мисли. Ви ја препорачуваме да се набавите по цена од 350 денари. Може да ни пишете на нашата адреса или да се јавите на нашиот мобилен телефон, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја достават на вашата домашна адреса. Ова книга станува збор за молитвата. Повелете, јавете се и порачете
Сакам исто така да ви подариме и Нови Завет. Првата книга спомнавме, таа е 350 денари, но Новиот Завет, значи еден многу убав превод, современ превод, ви ја праќаме бесплатно оваа убава книга, односно Новиот Завет. Сите вие кои ќе се јавите на нашата адреса, ќе имате во ваш посет, така да еве ви го нудиме и Новиот Завет. И на тој начин да навлезете малце повеќе во длабината што се вели на Светото писмо. А за сите вас, почитувани гледачи, кои сакате да ја проучувате Библијата по дописен пат, ви ја нудиме дописната библиска школа во електронска верзија, значи преку интернет, за која секунда ќе ја видите самата реклама, значи ќе може да навлезете во дописната библиска школа преку вашите компјутери. Има таму прашања, ќе одговарате и на крајот добивате една убава диплома. Да видиме сега и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до крајот на нашата денешна емисија. Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание што бевте денеска со нас. Ви посакувам да имате убава седмица, убав ден, бидејќи се гледаме од среда до среда, така да Господ нека не води и чува, и ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, се видиме повторно наредната среда точно напладне во 12 часот, а до тогаш останете со здравје. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме.